Во Македонија годишно исчезнуваат околу 300 луѓе, а од нив десетина се деца. Потрагите за поголем дел од нив завршуваат успешно, но има и такви кои со години па и децении се водат како исчезнати. Значи за нас и едно дете е преголема бројка и во тој контекст нели сакаме да продискутираме со сите одговорни институции за подигање на системот на повисоко ниво, односно на активирање на национален механизам кој што би овозможил што е можно побрзо алармирање во момент кога имаме исчезнато дете, односно регрутирање на сите можни ресурси, активирање на медиумите, активирање на јавноста и споделување на информацијата за исчезнато дете во најширок домен на целата територија на државата. Македонија веќе е дел од Европската мрежа за рано предупредување за исчезнати, но треба да се работи на подобрување на системот, апелираат невладините. Да, ние како организација уште во рамки на истражувањето, меѓутоа и во рамки на стартувањето на проектот почнавме соработка и имаме многу убава соработка и мрежа која што прошируваме во годините од кога почнавме, нели од 2021 како што кажав. Ние сме дел од Amber Alert мрежата Европа. Таму членуваат над 50 на организации, над 80 експерти политиски од Европа. Имаме соработка и со меѓународната мрежа за исчезнати и злоупотребувани деца ИКМЕК. Имаме соработка со регионални локални Amber Alert организации од Словенија, од Хрватска, од регионот секако. Системот за итна потрага по исчезнати лица најдиме стана достапен во државата пред 2 години со цел да придонесе брзо да се алармира јавноста кога некој ќе исчезне. На страницата се објавуваат јавно податоци за исчезнатите лица, откако претходно ќе биде потврдено за истото од МВР.